Почитувани, добро дојдовте во уште едно издание на Бизнис муабети на Фактор МК. Јас сум Мишко Иванов, а ова епизода ми нудам една бизнис приказна која што доаѓа од Гевгелија, која што е исклучително успешна. Станува збор за неколку индустрии кои што мојот гостин ќе ги сподели заедно со мене и заедно со вас. На самиот старт, пред и официјално да го стартуваме разговорот, поздрав за нашите пријатели Форманова, кои што се грижат за амбиентот кој што го имаме и новината е дека веќе можете и онлайн да купувате, доколку влезете на нивниот сајт formanova.com.mk и кога што гледам имате роденденски попусти од 40% на целиот асортимент. Побрзете, знам дека е време за реновирање. formanova.com.mk онлайн купување за она што ви е потребно за подома. Марија Николовски доаѓа од Гевгелија и тој е, јас ќе кажам, веројатно првиот македонец кој што има завршено на универзитет во Грција, и тоа не на било кој универзитет, туку на државниот универзитет Аристотелис, економски факултет. Маријан, како те најав? Добре дојде. Добро ве најдов, фала на поканата, Мишко. Како си? Добро, супер. Млад човек, успешен бизнисмен, човек кој што не низ неговите раце, меѓутоа низ неговиот компјутер се вртат исклучително многу пари, ако можем така да кажем. Гевгелија прво како град е туризам кој што го развива преку казината, сега не знам како е со Казино туризам, да. казино туризам, меѓутоа исклучително успешно и некако успешно како град се развива, особено откако се отворија граници со Грција и вие од Гевгелија ретко одите во например во Охрид, така што ќе ви Охрид кога на пола сат го имате Егејско море. Па и патиштата се поубави. Побрзо се стига нормално. Охрид ни треба 3,5 сати, 4 да стигнем, посебно сега кога се и растурени. Не, повеќе не влече на топлото. На топлото, на југот. На југот. Да. Како дојде македонец на државен универзитет во Солун или во Грција, Аристотелис, економски факултет, така како не грешам? Сасвим случајно, да, економски. На Аристотелос. Па 2002 година, 2001-2002 година, сасвим случајно, до тогаш сите наши студенти нормално се запишува на приватните универзитети. Оние Шефилд на коледжите, да. Анатолија на коледжите. Генерално таму оде. Генерално таму, на наши бизнисмени, децата, тоа така беше како помодарство некое. После, за Аристотелос, до тогаш и немавме ни слушнато. Знаевме дека постојат државни универзитети, меѓутоа беше тешко запишувањето, ради тоа што има квоти за странски студенти. Пример, грците за да се запишат на тие универзитети полагаат приемни испити на неколку предмети кои се многу комплицирани. Година дена пред тоа се спремаат за да ги положат тие нивни приемни испити, а за македонците не. Меѓутоа мале бројот, пример како тогаш бевме Фирум, студенти од Фирум, има нормално квота студенти од Србија, 2-3, 4, 5 од Хрватска, Европската унија повеќе и така натаму. Добро, има услови некој? Јазик да знаеш? Да, мора. Прво, значи, ситуацијата е таква. Се запишу, одиш во Атина, предаваш документите, основно средно образование мора да ти бидат нормално на факултетот што ќе го избереш. Избираш прво 5 факултети, да кажам, во Атина, во Солун, кај што имаш желба да студираш, економски во Атина, на Родос или на различни места. За да те примат на Солунскиот универзитет, мора да имаш со оценките некоја средна, да кажам, 19, нешто просек некој по нивните тие математики, без приемни испити. Па колку е, значи треба пак да се одличен, така? Сите, скоро сите. Една четврка може да влијае на целото, на целиот резултат. А плаќавте нешто или? Не, све бесплатно. Само 300 евра годишно, книгите бесплатни,
56 испити, за секој испит не скрипти, посебни книги, посебно све тоа организирано, бесплатно за студентите, оброци 3 пати дневно, Чекај, книгите на грчки бе? на грчки све. Се Се запишуваш на факултет. Сега ќе ви кажам. Аха. Се запишуваш на факултет. Ти си запишан на економски, те примаат пример во Солун. Година дена, значи ти си запишан на факултет, година дена мораш да учиш по 7 сата дневно за да го положиш испитот во јуни и продолжаш од октомври на факултет. Значи, ако не го положиш испитот во јуни, година дена Тој за јазик? за јазик само на грчки. Аха. Да. Имавме ние некоја основа во Гевгелија, има курси по странски јазици, нормално кај нас се учи грчки. Добро, ама сега друго знаеш на Да, факултет пак да, мора да, за да. Ама некоја основа мала Да. имавме. Аха. После тоа година дена по 7 сати дневно. Таму со палестинци, со израелци, со американци, со наши срби, хрвати, сите на куп. Во секој кабинет по 25 студенти, сите запишани на некој си факултет и продолжуваат после тоа. Кој не го положува испитот, се враќа уште една година назад и додека не го совлада грчката како што треба. Маце комплицирано. Меѓутоа, после тоа се влегуваме и професорите нормално имаат разбирање. За нас, посебно, ние како македонци, комши и тука, никој не... Не ве малтретира? Не. Само ти беше од Македонија или? Само јас. Аристотелос. После мене може да уште еден, двајца студенти, пак од Гевгелија, мислам. И од Битола имаше еден, двајца, и то после и толку. Јас сум меѓу првите, значи, ако не и прв што се запиша, но тој е сасвим случајно. Мојот татко беше шеф на ресторантите по казината. Од Гевгелија, па во Скопје, во Лотарија на Македонија, во Шери казино. И сасвим случајно запознава еден пријател адвокат, таму сакаш да ти помогнам и така све се деси случајно. Ти сакаше да се запишеш? Сакав, пошто многу блиску, па Грција, нели? А чекай, патуваше или живееш? Живеев таму. Секој викенд си бев дома, блиску ми беше, 5-6 километри. Ти поблиску да, Солун од колку Скопје? Да, саат време. И беше убаво искуство. Интересно е што после завршувањето на факултетот, значи одма се нудат работни места, посебно кај нас во грчките фирми, кај нас во Македонија. И ти понуди? Понуди одма. Па да, прво бев 2-3 години таму. Па после се вратив и станав дел од менаџерскиот тим на Рамада, на Принцес, казиното тогаш се отвори. Тоа беше актуелно меѓу најголемите објекти на границата. Сега не се гледав себе си позади шалтер во некоја банка грчка, али... А имаш и таква понуда? Има нормално. Нашиве банки, тогаш имаше повеќе, сега се препродаа една на друга, али имаше грчки фирми сериозни, почнувајќи од Стопанска банка, па ред. Ајде одиме на бизнисите. Марија Николовски, јас реков, исклучително релативно млад човек, меѓутоа вртет исклучително голема сума на пари. Сега Гевгелија, бидејќи е казино туризам. Колку пари се вртат, например, во казината? Сега, да не правиме реклама, иако горе-доле се знаат сите. Да. Познавајќи ги бројките на даноците што ги плаќаме сите годишно, 23% актуелните 23% што сите ги зборат, се вртат околу 1,5 милиарда евра пари. 1,5 евра? Да. 300 милиони евра годишно плаќаме даноци сите приредувачи, значи почнувајќи од живите приредувачите на казината, живите казина по Гевгелија, Скопје, Битол и така натаму, електронските и кладилниците исто. Значи, тоа се спаѓа во игри на среќа, плаќаме на 300 милиони евра годишно, придонесуваме за државата. Секоја година. Од 200 се голема сума на пари. Ето, никој не се позанимавал дека 1 милиарда евра, Милиарда и пол евра. Ние имаме 5 милиарди евра буџет. Тоа е по таа формула, познавајќи колку плаќаме, тој се јавни податоци, значи ние не ги измислуваме. По тие податоци може да кажеме дека се вртат толку пари. Вие сте во бизнисот со угостителство
игри на среќа, испуштам уште нешто или? Сега кај да их треба да се појави Гевгелија Сити Мол, Гевгелија Мол. Таму ќе ви биде најголемото џамбо, ако не се лажам, така? Па да. Најголемото џамбо Македонија. Во што сте? Да работите неколку бизниси и то не само овде, туку сте распространети Србија. Претежно игри на среќа, Македонија и Србија. Се што опфаќа игри на среќа. Од автомат клубови, хотелиерство, имаме хотел. Ќе одиме едно по едно. Некој ќе каже, можеби да, мала компанија, меѓутоа партнер со чеси, кои се на Forbes листата или најбогати луѓе? Ние сме партнери од 2014 година, веќе 10 години, со една сериозна компанија, тоа е Синот групацијата, и уште една компанија, Саска Груп. Синот. И една групација Саска, која што е собственик на многу државни лотарии по светот, вклучувајќи и грчката државна лотарија, сега англиската државна лотарија, после 30 години е дадена на работење на оваа компанија. И тие се твои партнери? Мои партнери, да, од првиот ден. Значи, почнавме заедно, уште сме заедно, функционираме добро. Тоа е една фирма од Чешка, која што случајно се запознавме во Принцес, века работе во казиното, случајно. Ние тука шетаме, они гледаат и така почна пријателството. Формиравме фирма прво сам јас, па после со нив и така сме сега низ Македонија расширени, доста со 550 вработени. Сериозна 550 вработени во две фирми, да. Таму каде што сте и вие, така? Таму каде што сум јас. Тоа значи колку? 2000 луѓе, 2000 фамилии? Повеќе од 2000 фамилии, директно и индиректно. Колку е плата? Смеам да знам? Смеете, да. Просек. Од 500 до 600 евра нето. Нето? Да, просек некој си. Значи има 500 е минимумот. 500 е минимумот и нагоре. Се работи во смени нормално. Сега има. Да. Пред ковидот беше ковидот направи сериозен удар на казината и на тие игри на среќа, како сакате кажете, и меѓутоа и после ковидот кога почна она, ајде да кажеме, закрепнување, пак наидовте на силен удар. Едно од јавноста дека има казина на секој ќоше. Сега во последно време е актуелно, баш и пред вас беше гостин нашиот Дане Кузмановски, Дане интервјуса. А што е со укинување? Што укина владата сега? Онлайн кладење или обложување? Владата ги укина трите договори што беа дадени од владата по дадено мислење од Министерство за финансии дека треба да се тоа беше некој тендер кај што учествува наши колеги, фирми кои што и ние индиректно сме врзани со нив, меѓутоа тие договори на една се прекина, кога после изборите што се деси и оставија само една државна која што формирана по истиот принцип и оставија да работи, другите 4 и постоечката една која што постоеше и да не го кажа тоа пред 7-8 години формирана сериозна компанија и тоа се на едно се секна. Добро, тоа беше ветување од владата дека ќе се борат против игрите на среќа и што знам против што. Се деси тоа што се деси, сега како ќе си го најдат крајот, дали по судови, тоа се сериозни компании, не верувам дека ќе остават така да тоа заврши. Но имаат лиценци тие компании? Имаат договори директно со државната лотарија, значи не може да ги кажеме лиценци, меѓутоа договори кои што ги добија по некој тендер. Тендерот беше објавен, тоа беше интернационален тендер, објавен на мислам дека 7-8 фирми беа 7-8 фирми беа активирани и изедоа документи од кои што 3 се избраа. 3 се избраа и се деси тоа што се деси, почна од таму. Малце чудно за нашиот бизнис.
Кого е насочен ударот? Сега не говорам лично кон вас, бидејќи ако развиваме, ние сме свесни дека во Гевгелија имаме ние казино туризам. Без разлика на се тамо доаѓаат, барем јас сум видел еден куп 3 до 4 илјади возила на ден влегуваат странс туристи, да ги кажеме, грци. На коцкање? Па, може да кажеме, веćinom за коцкање, некои за кај стоматолозите, некои по супермаркетите, значи Гевгелија живее од тоа. Жално е што Гевгелија не влезе во групата на туристички градови за да работи и недела. Наместо Гевгелија да ја стават во купот со Охрид, со Дојран, да работи и недела, луѓето, грците се слободни сабота недела, значи грците мора да функционираат, да доаѓаат преку викендот во Гевгелија. Во Гевгелија само казината работат во недела. Нажалост, не треба да биде така. И така Гевгелија живее од тој туризам. Исто Битола, Дојран може да се каже исто. Добро, на Гевгелија некако Но е центарот на Гевгелија казино да, туризмот. пошто Солун е тука, едно 2 милионски град е најблиско до Гевгелија. Колку автомобили влегуваат дневно? То 3.000. 3000 луѓе Да, влегуваат. во 3000. сезона во еден правец 7000 поминува, тоа се подаци од патерините. Пошто ја правев сега некоја анализа за трговскиот центар, па нормално Веро Джамбо сите сака некои анализи, ги правевме 7000 возила во еден правец. Кога е сезона. Тоа е значи Србија, сите што да, доаѓаат. Румунија, сега романци. актуелно се румунците. Актуелни се румунците, пошто да. доаѓаат преку Србија, они Бугарија избегнуваат и доаѓаат и све се сведува на транзит преку Гевгелија. И многу косовски регистарски таблици. Многу. Сега од 1 јануари, значи оваа година, прошлиот јануари, дозволија Косово веќе Грција ги укина визите за Европската унија. Многу Да. оваа година особено видов многу косовски Многу, таблички во Грција. Многу. Значи ова овој премин, посебно Гевгелискиот Евзон и Богородица, тоа како е многу атрактивен сега. Штета е што нема многу инвеститори. Остана трите странски компании што инвестира и ние, јас и уште некои. Како нема инвеститори? Па нема. Нема интерес, Нема не интерес. сакаат. Нема. Зашто? Нејасно. Па не нудиме можда и ништо. Само тој транзит автопатот. Што нудиме како? Не, вие, на пример, ја кога ќе влезам во Гевгелија малтене имаше една офанзива на отварање, особено на стоматолошки ординации и продавници каде и што супермаркети. Вие имате двојазичност тамо македонски грчки. Да. Условно, не условно туку де факто. Многу актуелни стана нормално стоматолозите и тоа е стварно интересно колку луѓе доаѓаат. Па и ве го име, значи и тој бизнис може, ако можеме може така да кажеме. Тој сериозен стоматолошки. бизнис, да. Сега, пред да почнеме да го стартуваме разговор, ти ја велите, Мишко, значи, не се работи за бизнис, се работи за индустрија, кога говориме за... Казино индустријата, Казино индустрија, да. Знаеш, Тоа е сериозна работа. Сериозна работа, да. Кога ќе слушнат луѓето игри на среќа, кладилници и автомат клубови, нормално се Асоциацијата е на сиромашна држава. Сиромашна држава. Меѓутоа Што до некаде може би држи луѓето, затоа што луѓе кои што немаат пари одат за малку пари, мислејќи дека ќе Тоа не е моје мислење. Пошто казината постојат и се постоеле и ќе постојат. Меѓутоа постојат измеѓу зони кај што е пример Европска унија со трета држава. Тоа може да го кажеме, доскоро беше Италија, Словенија, Хрватска, Словенија, премините Грција, Македонија. Сега ќе видиме како се одвиваат ситуациите со Албанија према Бугарија, меѓутоа кај нас малце се претара со отварањето на кладилници и казина, поради тоа што законот беше многу флексибилен, донесен 2003-2014 година со една лиценза да се отварат како ќе стигне. Кој како ќе стигне. И кој нема што да работи, отвараше казина. Казино или казино кој збора апарат клуб, да, автомат клуб. Автомат клуб или кладилница со апарати, велте апарати внатре, малце се измеша брзините. Нажалост не треба да биде така. Според мене ова е сериозна индустрија, значи тука ако ги споменем и нашите и конкурентите и партнерите и тоа се сериозни
сериозни индустрии, како аутоиндустрија, фабрики цели, кај што се произведуваат и машини, кај што тие машини се носат, од тие машини живеат и шпедиции, и царини, и даноци, и ДДВ, и се плаќа. Тоа е многу голем ланец. Ние сме само еден дел од алката. Тоа е многу голем ланец, се вртат огромни суми на пари, не значи дека тие пари доаѓаат само од нашите граѓани, тоа се и странски туристи, и кој ќе видиш на плоштадот во Скопје отворен, имат супер луксузен објект отворен, кај што јас често гледам странци. Значи тоа се дали од Турција, има и кинези, има се за Скопје зборам. Да, еве Скопје да го земеме за пример. Па добро, тамо кој Мериот е тамо. Па Мериот е тамо и исто во Холидеј има уште еден одамна Грант. Да, се викаше финалото, да. Гевгелија еве да не збориме само за Гевгелија, Скопје. Значи ова е сериозна индустрија, меѓутоа треба малце да се стави можда и ред. Јас сум за да се стави ред. Покушава се оваа влада нешто да направи некои измени, малце да се не може да има секаде. Тоа е факт. Меѓутоа и така да се збори против оваа индустрија е не фер поради тоа што под 18 години лица не влегуваат таму. Нормално. Ние пазиме на тоа, секој пази. Не, бруталноста, знаете кај гледаат тие, бидејќи имаше многу реакции. Од една страна дека, како видите вие, кој стигне отвараше и казино, и се залепени практично до училиштата. Па потоа најдоа замерки на тоа дека познати личности, нели, рекламираат. Сега тука само на ова точка за училиштата. Не за училиштата, за рекламите, сега да не заборавам. Кога гледате на Арена Спорт, Арена Премиер и како се викаат каналите спортски, не постои екипа кој што не е спонзорирано од некоја онлайн фирма. Па Реал Мадрид носи БВ. Сите. Тоа е таков е редот, сега посебно. Некој ред има за тоа. Најголема реклама е нормално дресовите на Реал. Тоа цел свет го гледа, да. А ние почнавме од таму да сечеме. Значи од таму кај што немаше, кај што беше, тоа може најконтролирано. Онлајнот е најконтролирано, не може секој да влезе тоа. Треба да имаш кредитна картичка, нормално таа кредитна картичка не може да има малолетник и така натаму. Требаше да се сечат работите од другата страна. Добро, не ве викна да ве консултираат вака бидејќи индустрија? Прво ние, не вас туку например. Синдикатот наш или здруженијето. Здруженијето. Нажалост кај нас здруженијата се поделени. Ние сме како македонците, нажалост никој пат не сме сложни. Кај нас здруженијата се поделени. Едно здружение прави 5-6 фирми, друго здружение некој 5 фирми, тоа не е. Кај нас нема прво се работи у тајност. Вашето, говорам за Гевгелија, бидејќи нели го лоцираме како казино туризам центар, тамо казината се надвор од градот. Да. Претежно казината, живите казина со 5 звезди, живите ги викаме поради тоа што имат хотели. Хотели, живи рулети, на вртење, кај што дилер врти и така натаму, тие се надвор од градовите. Тие се иземени од законот, мислам дека и да се дошколо хотел со 5 звезди, тоа не знам како е регулирано, и така ќе го регулираат, мислам, тоа треба и да се регулира. Во хотел со 5 звезди, кај да е до школо, не може да влезе малолетник, што нели? Така е. По некоја логика. Како еден собственик на казино не станал коцкар? 2 пати имам влезено во казино. Не. 3, да. Па и во нашите не влегувам. Па како ги работиш? Затоа и ги работам. Во спротивно ќе беше проблем. Не. Кога одам на шетање некаде, Не, добро, Европа, да видам некоја каде разум. Говорам за туристичките сега, тие Монте Карло и така натаму. Да, таму само. Не влегувам. Тоа е мој правило, ја никој пат не. Имате ли како казина, како да го кажем се ова, одговорната компонента во однос на, нели, некој ќе каже дека коцкањето е порок и особено во оние релативно посиромашни земји каде што
одат уплаќаат кладилница за 20-30 денари, не девајќи се дека ќе стигнат до Да, да, огромни добивки за да ги затворат кредитите и така натаму. Таа одговорна компонента како, например, некој ви кажува, знаете, некој го гледа дека тој нема пари, се коцка, се поти, се нервира сега. Од туризам моментот до грците сме навикнати дека тие, како да кажем, фанатици се кога е во прашање коцкањето, но печалот и ќе речат овие 200 евра одам да ги искоцкам. Така треба да биде усвари. Така треба. Или како што вели 200 евра ќе одам на шопинг. Карикирам сега. Така треба да биде. Тоа е редот и убаво е да биде така. За секој. Меѓутоа, како и во се во животот, како и со алкохолот, како и со пиењето и едењето, може да се претера, нели? Да. Тоа е може да се каже поголемо од Па тука нема контрола на таа работа. Ние не може да ги контролираме тие работи. Самиот човек ако не си контролира или да побара да му се стави забрана да не се пушта и тоа го правиме. Нажалост има многу случаи, секакви случаи. Добро, вие на пример кои што сте сериозни и големи може ќе го направите, меѓутоа тој нема да го спречи да отиде во оние на апаратите и да. Добро, тие апаратите се мести тоа таму? Не. И со Дане го прашува. Дане исто го слушнав што кажа. Тоа е програм. Ако си на право место во право време ќе добиеш. Среќа е. И нормално, тоа се проценти направени, треба да даде тој одреден процент и ако си на правото место кога треба апаратот да даде, ако го издржиш и сме имали големи исплати. Колку? Сме имали по 20-30 евра сме имали исплати во даден момент. На многу често. Не знам. Која е најголемата добивка, на пример на мала уплата? Па може за неколку илјади денари се дешавало по 25-30 евра да земе. Се враќа пак назад или? Се враќа назад. Утре ден се враќа. 50 да земе. Да земе, да не затвори. Да, или жена му ако дојде да го извади, да си оди и утре нема. Тука е страшна психологија. Психата, тоа е опасна работа. Опасна работа е казиното. Не е како во филмовите што гледаме од озгоре, гледа главниот капот и тути капи и гледа дека на некој му оди па ќе му пуште па дај намести го па. Не може, тука тоа кај нас не е како во филмовите. Не. Не може тоа, не може да тука нема местење едноставно. Не може, нема тоа сите апарати врзани едно со друго, систем на джекпотови, контрола на некои добивки, тоа е тоа, не може да се контролира целата ситуација. Маријан, едниот момент е како од една страна да ја заштитиме индустријата, од друга страна да кажеш дека до кај можеш да одиш или дека знаете може да биде и опасно. Што се случуваше во последните неколку години? Ноќниот живот, не само во Гевгелија, туку и во другите градови се промени. После короната имавме дискотеки, кафичи, ресторани. Да. Се промени начинот на живот. Ние гледаме дека на анализи што ги правиме, брачни парови, постари, да излегуваат во казината, па и во малите, како што сме ние, ќе се напијат пијачка, има нормално јадење таму, во некои локали служиме и такви работи. Ќе изиграат, што викаш ти, 1000 до 2-3000 денари и ќе си одат. Таков е начинот на живот во некои градови. Сака да се забавува. Се забавува, пошто има петок, сабота, недела и музика и лотари некои, тоа е едноставно. Кај тие некои ако се падни, тие се Јас сум изненаден. Со пари ќе се заменат. Да, тоа е и тие ретко се враќаат. Прежалуваме 50-100 евра, 200 евра, не знам колку им е буџетот. И може и срекни да си излезат од таму, не? Ако има контрола на се тоа. Да не ја помине границата. Да. Ако дошло решила, ќе одиме да се забавуваме, ќе идеме во касино. Тоа сите го сакаме. Како да направиме, бидејќи знаете, обично родителите на децата нема да се коцкаш, нема да се дрогираш, нема да пиеш и тоа
но тоа е моментот кој што е одговорен сега и општествено одговорен треба да бидат и казината. Јас меѓутоа не ми е Гевгелија репер бидејќи се надвор казината и таму се многу големи казината. Јас знам дека луѓето од Скопје кај ќе одиме ќе излегуваме во Така е. има одредена сума на пари кој што сака да ги потроши и тоа свест оди да ги потроши парите ако добие во ред. Меѓутоа и вие велите треба се постави ред. Како да се постави редот? Како да се воспостави редот? Имате многу нелојална конкуренција или на крајот од денот вие работите со, како рековте, вашите партнери се чеси. Едни од најбогатите капитал, на листа на Forbes, не знам кај се немаат што не странски инвеститори, нормално ние се партнери сме. Тие како гледаат на македонскиот пазар? Доста успешно. Да? Пазарот е добар, меѓутоа е несреден. Мора да се дотера малце. Во не која може смисла? да во Што смисла фали? тоа што збориме на секој ќоше има локали, кладилници. Значи треба да има услови, треба да така? треба малце условите да се испрецизираат, да бидат Па нека бидат и па нека поригорозни. бидат и поригорозни за нас, да. Мгм. Тоа го сакаме и ние како поголема компанија сега. Не знам. верувам дека државата би се откажала толку лесно ако врти, врти Многу ова пари се индустрија вртат. милиарда и пол. Али ние сме десетина години во некој страв, дека се смени, да нема да се смени. Нека го пресеча тоа и да го смена, за да знаеме како да се адаптираме. Колку време се збори дека ќе се донесе закон, па 500 метри од школа, па нели? Па цело време зборува и тоа. Цело и време се збори. па. Или нека го донесат и да знаеме кои ќе останеме на пазарот, да си знаеме, ќе останеме 7, 8, 9 фирми, 10 не е битно. Да вложиме сериозни средства, да го тоа исконтролираме тоа што го збориме сега цело време, нели збориме да се контролираат младите, да вложиме во некоја контрола на тоа, со нормално со евидентирање на лични податоци на влез и така натаму и така натаму. Па добро, толку има и сега. Го нема, да го има по големите фирми. Не за големите, да, говорам кај што али ќе сега целата проблематика е околу малите, значи на нас ни сметаат, на сите, на народот му сметаат малите. Што се едно до друго, не? Ама тоа сега како излегува дека покрај гори и суровото како и беше? зеленото, да. Суровото така е. Сега ќе видиме. Онлајнот направи одлуката за забрана за онлајн направи штета? Па штета направи. Кај оние што Кај оние организираат. што организираат, да, Мгм. направи штета, тоа се сериозни суми на пари. Нивната припрема софтвери и тоа сериозни, и тие се сериозни компании, имаат вложено во кол центри, имаат вложено во тоа и Сега сега излегува информации во јавност и читавме дека станува зборува што вие го говорите за сериозни компании, некои дури одеа до таму дека може такви компании да не тужат како Да, држава на на меѓународни па судови. може Сега. и тука, може и на арбитража, тоа се судски спорови кои траат може од 1 до 3 години, меѓутоа и коштат. Коштат многу пари. Тоа е милион евра кошта арбитражен суд, тоа треба некој да го, а тие се компании што може да издржат. И сега ќе видиме. Баш ме интересира и мене, пошто сум не индиректно, не директно инволвиран, но тоа индиректно некои работи баш сакам да ги видам, пошто не е убаво за никој странец ова, без разлика без разлика на дали игри на среќа или ова наеднаш да се прекине договорот, каков и да е. Тоа се слуша, нели? Да. Странците ќе кажат момент, сега каква инвестиција да влеземе после 10 години може да се промени. Ние немаме никаква сигурност како држава. Нас за 20-30 години сите странци што влегуваат кај нас се со страв. Но онлайн ти можеш, ако сакаш, сега можеш да се кладеш во Белград, во Србија? Може секаде, можеш да сега уште кај нас кажаа дека ќе ги банираат. Де факто ќе ги забранат овие што немаат лиценција. Никој нема лиценција освен една фирма сега на државната лотарија. Па дури и таа немало лиценца. Па и да, тоа бе формат некој што го државна. измисли, сега како ќе биде, да, не се мешам таму. Меѓутоа најинтересно е што сите тие B365, не знам кои ти познати компании, да не ги спомнувам, си функционираат. Ти сега можеш на телефон да си уплатиш. Странски компании, значи, што немаат лиценца во Македонија, се пуштени да работат слободно. Тоа години трае. Тоа со години трае. Никој не му текна до сега да го тоа спречи.
Тоа е лошо и за нашите компании. Не му текна. Сигурно му текнало, Отекнала, ама не знам што е. Јас Веројатно е 30 години се бориме ние со нешто и никако нема. Тоа е една ситуација која мора да се реши подхитно. Колку време си во овој бизнис? Па едно 5-16 години. 5-16 години. Па да, 3 години во друга фирма и сам 12 како години во собственик моја. или 12 како години колку? сум собственик на своја И колку пари вртат твоите фирми? Па едно 30 до 40 милиони евра годишно. Тоа е говорам за приходи, така? Приходи, да. Мгм. Приходи. Нормално добивките се Различни? различни во зависност инвестициите. Ние цело време се нешто се инвестира кај нас. Де хотели правиме, де локали правиме, де ги реинвестираме парите. Таков ни е начинот на работа. За сега бар така е. Никој пат не сме вложиле, ниту сме извадиле 1 евро од државата од тоа што сме заработили. И јас како поединец и фирмите мои. Партнерски фирми што ги имам. И сме години под некои контроли, под тоа и на крај ништо све, али сме исконтролирани максимално. А и во гостителство сте? И во гостителство, да, имаме еден хотел со 5 звезди хотел на граничниот премин на Богородица. Таму имаме, тоа е со еден мој другар партнер, значи отворен хотел точно година дена, нема година, пола година пред короната да фати, Пред имавме корона. несреќа, таман отворивме па се затвори. Меѓутоа успешна приказна. Да, Успешна приказна, мала, функционална, а едини може да се каже од тој регион и во Македонија што се дрзна да отвори таков објект до големите зверки, нели? Да, до големите се гиганти, плашиме да. од странците, ние сме така и научени да се плашиме. И јас се отворив директно пред нив. Тоа така, од некоја, од фантазија, ајде да се пробаме, да видиме, нели? И така, и имам успешна приказна ден денес, колку години трае. Реално сега не знам колку сте и колку ве гледат и колку вие нив ги гледате како конкуренција, меѓутоа Може да сметаме малце како конкуренција. Меѓутоа јас не гледам конкуренција, за мене јас така научен, за мене нема авторитет, не постои авторитет. И јас како личност, за мене нема некој што може да биде конкурент, јас се терам во мојот двор, секој во својот. Ама вашиот двор е малку и поголем сега кога говориме за Да. Гевгелија мол, така? Гевгелија мол, да, таа е една интересантна приказна. Тоа е една желба моја фамилиарна, да донесам джамбо во Гевгелија, пошто да направам некое добро и за другите. Нели, ние со казината стално сме на мета, правиме и лоши работи, меѓутоа правиме и многу добри работи. Гевгелија мол, вашата фирма го Мојата фирма, да, тоа е лично мој проект. И ваша земја, претпоставувам. Да, се лично моје. Без партнери, ние, да, како сите молови, внатре има интересни брендови сега. Сега јас, пошто бев во Грција многу години, имам некои контакти со грците и така дојдов во еден муабет со Нико Верополос, газата на Веро на Джамбо, популарен е тука кај нас и во Србија. И вика, ајде да пробаме. Да направиме една приказка со Джамбо. Ајде, викам, јас ке... Ти грчки побаво збориш од македонски? Па многу години, да. Кај нас во Гевгелија, Мишко, нема човек што не разбира грчки, бар ја така мислам. Сега со зборењето кој флуидно, кој помалце повеќе, али сите малце. Кај нас функционира градот од границата. Имаше еден период кога се затвори границата, ембаргото, знам, моите татко ми го пратија 91-та, втора, тоа, поста 24-та година, татко ми го пратија тука во Скопје на работа, сеќавам 5-6 месеци, градот беше мртов. Исто така и после тоа, дали за короната, значи кога се затворија границите Гевгелија функционира од кафетериите до бако, супермаркети, стоматолошки ординации, поликлиники, не е битно, приватни работи. Има сериозни ресторани, види Гевгелија за толку мал град е многу напред. Може да од 80% од градовите во Македонија многу напред, а тоа е се резултат на граничниот премин. Да, имам впечаток дека е подценета малку Гевгелија, можеби затоа што Гевгелија е многу подценета. Можеби затоа што и таа битка на сите локални власти, без разлика кој од која политичка провинција доаѓа,
сите пари кои што се вртат таму, например, Во завршуваат централната... во централната. Така, сега, власт. вие немате ниту едно делче како не, град. Не. Значи тоа тоа е Чекао, пракса. таа милиарда и пол, Нешто, кое не, што не. се врти, Нешто, милиарда не. и пол евра. Тоа е за државата. Се е за Се е за држава. државата. И имаше некои идеи сегашните, прошлите града да направат нешто, меѓутоа тоа се сериозни пари кои што никој не ги дава на Па 5 милиарди е Мега буџетот, вие практично со колку сте, уште малку па третина скоро од... не сериозни, тие од сериозни, буџетот. тие сериозни бројки. Мгм. Не било така. Меѓутоа сега Ама еве живнува. Гевгелија? Ковидот ја сруши малку, меѓутоа пак живнува да, Гевгелија. живнува. Питом народ прво, пред се питом народ. Така е. Топло, сега на лето некој знае да биде многу Многу жешко. да. Меѓутоа имате нуди градот разноразни занимаци. Нуди, а може многу повеќе да нуди. нуди. Само за Кожев, што тој пат кој што сите го кажува, Кожев Да. може да биде За исклучително ски центар збориме за ски се. центарот, тоа може да биде исклучително атрактивно за Гевгелија, Тоа- но да се задржам на ваш, да не лутам Да, на овој бизнис. Колкав простор ќе биде тој мол? Едно 10 до 12.000 квадрати. Само тој затворениот дел и плюс ќе има отворен дел на едно 7-8 квадрати, кај што имаме некои идеи, ќе ги Кога На- треба да биде готово? па следното лето би било во функција. Е. Да, Па тоа е за не цела година. па да. Ама веќе Не две цела години година. сме во припреми. Ама се гради тоа Се нешто или гради, не? да, се гради. Се Не примитив. Ќе приметите за кратко време, тоа се ќе се дотре. Чекај, тоа се како ичиста. мол ќе биде како За- како овие што се со тврда градба или ќе Да, биде? да, тврда. Нема тврда градба. Како Сити Мол Скопје, Аха. како сега Истгейт, тоа Добро, се да, големи единици, меѓутоа Добро, но за ова ќе Гевгелија, биде- за овој регион е доста интересна приказна, поради тоа што пак да не ќе се запосла 150 луѓе од градот. Сериозни фирми ќе се донесат, значи Кои? тоа се веќе договориме, па сега нека остане тајна, еве Џамбо само го пошто јавноста знае дека многу долго време се припремаше. За Џамбо, па не фати корона, бе. Джамбо. Да. Аха. Да, и сега има од овие популарните брендови европски, значи за гардероби, за Бутици? и бутици и тоа се. Како концептот ќе биде како сите Се нема ориентација како ви е проектот на Катови или? на катови, да, тоа е на 4 ката, Аха. врзани сите едно со друго, значи Како и секој мол. како и претпоставам. секој мол, Мгм. како и секој. Да не мол. носите и Макдоналдс, бидејќи у Скопје нема. Нема, да. Макдоналдс беше интересна приказна, ме изгубивме на жалост. Има други брендови интересни што се сега. Мгм. Има и грчки брендови, има и српски, и Повеќе бугарски. ќе биде грчка, македонска. Па не, ова, не, како- не, Мгм. не. Али грците се многу напред. Па ево на сред Скопје имате Гуди, Еверест и тие работи. Значи, Добро, тоа а Джамбото, например, фокусот кој би бил, која би било Таргетот фокус, на- таргетот таргет- на Па потрошувач? гледај, кога се симнуваш ти напрема Грција, може ќе си заборавиш некој Не, тоа сигурно ќе се Ај заборави. ќе застанеш, ќе си земеш, Да. ќе си продолжиш или обратно, тие што Мгм. се измори на чекањето на границата, па ќе поминат. На И мол. ќе едно мопе тука ќе биде да, едно место за тука има и хотел и се, тоа е добар комплекс. И фришоп има. Има фришоп, ние и сега имаме фришоп, тоа е Хайнеман, една сериозна компанија. И тоа е ваше. Travel Free, да, партнерски со Колку фирми имаш, Мац, Марија? па неколку сега, да не. А, Да не ги се исплашиме, фалиме да ги сега, исплашиме ги- луѓето, да. Па добро да што. Па и да се, не ги да, плашиме што и тоа е. овие, да. Тоа е Travel Free една компанија која што е партнер со Хайнеман Германија. Ако сте биле во Виена на аеродром и тоа Добро. се тие се тие тоа е тоа иста Аха. фирма. Сега они ќе се префрлат во молот на поголема на едно 1200-300 квадрати локација со спортска опрема со тие А, работи. значи повеќе Сите гледаат, сега интересното е тоа, бегаат од тука, одат на Значи, вие сега пошироко. ќе бидете конкуренција на грчкиот фриш. Па ние ќе бидеме, ние сме и веќе конкуренција и подобра конкуренција од грчкиот фришоп, пошто грчкиот фришоп после Малку скапе со тој, малку скапе, не да, личи на после фришоп, се да. малце се премети работите таму, не знам зашто. Аха. И тука некако сме поинтересни. Ќе видиме. Никош ништо не се знае, нели? Кога сега таму се гради, рековте? Се гради, така? тоа ќе И- биде дека мај почетокот на јуни во функција.
Во функција, све ќе биде Се. средено. Се работи, деноноќно работиме сега да фатиме сезоната. Сега веќе ќе бидете, бидејќи ако е хотелот, веќе ќе бидете сериозна конкуренција на... Па да, Ама во казино нема да има таму. таму не. Така? Не. Мгм. Тука ќе си остане во хотелски А оддел. отворениот дел што би бил? Па ќе биде И тоа изненадува? интересно А што е изненадување. тајната на отварањето на молови? Па не знам, Има во јас Штип отворија па секаде сега отворија, јас малкото. да ти кажам Во најотворено. Скопје имате 1, 2, 3, 4, 5, не знам колку има. Мишко отворено веќе. Гевгелија, освен хотели со казина, не знае за друга работа. Јас тоа така малце сакав да ја размешам приказката, значи сакав тоа ми беше некоја сатисфакција Мгм. да сменам, да видам како би изгледало Гевгелија да има и тоа да ти кажам најотворено помогна еве и прошлиот градоначалник и сегашниот градоначалник пошто прилази некои битни инфраструктурни пристапи до тој објект планирани многу години наназад се направија. Значи десно излезот за Се тоа сакам да прашам. Јас Да. на пример за било кај отидам Е, морам до граница да отидам не. па да се вратам не, назад. сега имаш пристап на новата пумпа што е направена тоа. Пристап на надвожнакот и се враќаш директно доаѓаш. Не можеш да одиш до граница уопште. Тоа е значи дело на Аха. прошлиот и сегашниот градоначалник. Па добро, тоа е и за нив на крајот многу денот тие земаат да, комунали и од да, таму ќе... и сум задоволен, значи, мада ние не сме фирми што бараме цело време нешто како странците, пошто странците Добро. доаѓаат и сам бараат нешто, знаеш. Леле, гледа Виктор Мизо беше тука пред некоја емисија. А си ги Ги пратиш си бизнес пратам и глави. те пратам за да дека дојдам да Драго бидам ми спремен, е. да. А се зафркавам, значи гледам, значи све нешто странците бараат. Да. Како доаѓаат. Овакви бенефиции така. Ние ништо не сме побарале. Ние бараме само да не остават на мир да инвестираме. Не бараме ништо. Колку чини оваа инвестиција? Едно 10 милиони евра. 10 милиони евра. Да. Тоа е ваша инвестиција. Лично моја. Лично ваша инвестиција. Кредитирано од банки, од тоа се регуларно. Мгм. Нешто. Нормално наши средства, меѓутоа сериозни. Сега имаме и убави планови за после година две, тој цел комплекс другачие да се развие. Хотелски оддел и ќе биде интересно. Базен ќе има? Ќе има. Да? Да. За, мислам, не... Да, за гостите, нормално посетителите. Ама онака како базен, фонтан или не, базен? Не, базен за нормално. За да се бањаш? И базен, Да можеш да мал се луна бањаш? парки, тоа е, ве открив некои работи. Па добро да биде Да, интересно, да нека интересно, чекаат да, и ги личени. И мал луна парк, и мал забавен парк, центар, некој Мгм. панорамско тркало може да и ќе видиме. Опа. Интересни работи. Мгм. Па овие 15-20 години сме прошетале доволно да видиме што е Да. нели што е интересно. 10 милиони евра е многу или малку и за колку очекувате се врати инвестицијата? Сега прашам како бизнисмен, како размислуваш Да, за бизнисмен. 10 години инвестицијата е паметно да се врати. Над 10 години е за затварање на парите. Колку од тие 3-4 илјади коли кои што влегуваат во Грција, кога се во прашање казино бизнисот, колку очекувате од тие 3-4 илјади, на пример, да дојдат да одморат? Па првите неколку години очекуваме над 50%. Мгм. Пошто ќе биде интересно, ново. После Добро. веќе таргетирани ни се групите, значи ние со маркетингот кој работиме сега со фирми специализирани за тоа и таргетираме групите и во Румунија, Србија и околниве држави. Оние кои што Кои што на лето проаѓаат. ќе Да, проаѓаат. кои што проаѓаат. А хотелот останува што го држите таму? Да, што останува се. Па Само добро, ќе се може да и ребрендира, ќе се реновира, ќе се направи малце. Тоа би Со следна партнерот што идеја. го имам, актуелниот партнер, имаме некои убави идеи, па ќе Во сакаме смисла на малце. зголемување Па на на зголемување капацитет? на капацитетот и некои сериозни франшизи и така, значи ќе го направиме значи европски бренд. бренд. Европски Па бренд. тоа нема да можеме да влеземе ние, или не сте Не, намерени зашто да- не. Значи од отворен тип. Нема да Аха. биде тоа како од затворен тип, како некои објекти што се отвараат со казина, па нормално, отворен фамилиарни, таргетираме фамилии. Добро, Маријан, таа инвестиција колку ќе кошта?
Од прилика имаш некој план на пример. Сега можеби груба некоја. 7 до 8 милиони евра. 7 до 8 милиони евра Плюс. за ваква. За А рефреширање на постоечкото. да, и помалку зголемување ако Да, сватиш, зголемување може да и проширување на и лепење на некој бренд. Тој бренд Да. или таа франшиза, Да, тоа кошта. значи дека тоа хотелот останува во наша собственост, ама работиме под правилата на некој бренд. Сега дали ќе видиме Карикирам тоа. дали е Шератон. Дали е Хилтон, Хилтон, Шератон, например. Холди, не знам, Мгм. тоа ќе се види. Значи работите по Ќе работиме. она. Ќе Ќе работите. видиме сега, уште сме во некои преговори. Добро, размислувате. Али размислуваме, пошто мораме да видиме, тоа е интересно место, тоа е некој автопат, кај што има комуникација Европа со сега и интересни се овие коридори што планираат владата да ги прави Значи, таргетот ви железници. се, и како тоа. рече, романците? Па Романија, Србија, Романија, Србија Да, и и реков надоле. Косово многу. Па, Оние Косово кои што обавезно, доаѓаат да, да, преку лет. Косово обавезно. Колку ќе биде атрактивно за македонските граѓани? Ќе биде. Колку ќе биде примамливо во однос на Па на гледај, цени? од Кавадарци надоле, знаеш нешто интересно? Така на прв што ти паѓа на памет? Ништо една Ништо. бензинска. Тоа само бензински пол. И тунелите. И после идат оние Марвинци, Прадејци. Автопат, само и тунели. Автопат, да. Да. Па еве ти кога би еве Сега како ако ме граѓан- праша на Као те прво, ми праша на прво, кликнува. што ти тек? Да. Ништо. Значи тоа е. И исто Гевгелија е интересна и угостителскиот туризам е многу развиен. Кај нас. Страшно развиен, да. Еве имате добри ресторани со години наназад кои што функционираат многу добро. Кои што Но се и фантастичен стварно ноќен живот. и имаме, да. Страшно добар ноќен живот. Имавме, да, меѓутоа после пак ја споменам ковидот се променија многу работи. На начинот на живот на луѓето и на нас, нели? Го сменивме малце се стегнавме. Сега повторно. Добро. Еден бизнисмен од ваш калибар, во што ужива? Сега ќе ви кажам во точно. скап автомобил. Не, со фамилијата. Добро, тоа Пошто сега. ние имаме малце слободно време. И на мене ми е уживање да бидам дома, да бидам со фамилијата. Се им јас. угодувате? Па не баш се. А? Не баш Што се. ќе побарат се им давате Не, на деца? Не, Не. не. Него ќе рече, момбе, на толку пари ништо. Не, Се шегувам. не. Тоа е некоја моја и нормално убавиот живот заедно со фамилијата. Бизнисмен се тресели на парите? Во смисла се плашили Сите се- од инвестиции, од следна, дали Сега ќе ќе ви кажам, Само- ако се како мене, не се плашат од ништо. Парите, Како не се плашиш 10 не. милиони евра вложуваш? па не сум, јас сум таков калибар на бизнисмен, еве млад бизнисмен, јас не можам да се споредам со некои. Меѓутоа не се плашам и затоа успешни ми се приказките. Парен, со Пошто колку од Олин почнавте? со 3000 евра. Не. Приказката ми е страшна. Да, долга, сентиментална, интересна, со многу малце. Како сентиментално и со 3000 евра. Да. Еве, не, баш така. И у што ги вложуваш право парите? У еден објект да направам интериер за да ставам машини. Па е После супер. влегуваат странците со мене. Прво почнувам сам. Аха. Прво почнувам И? сам. Како оди? И ги собирам другарите од средна школа, што ми беа, со мене, од основно, од средно, Добро. што пораснавме заедно. И им викам, дојдете со мене, ќе работиме. Што ќе работиме? Ќе отвараме, викам казина. Какви казина, вика, ќе отвараме? Сега, кој веруваше во приказката, еден ден е со мене и живеат убаво. Значи, почнуваш со 3000 евра влог, 3000 евра. спечалени. На колку години? Не, 3000 евра и почнувам сега, ме прашуваш колку почнувам. Почнувам со 3000 евра и почнувам со фирми кои што веруваат во мене и ми даваат на одложено плаќање. Тешко ли е тоа, бидејќи релативно Многу млад, тешко, предпоставам многу сега некој да ти верува на тебе. Многу Така да тешко. рече се, ај, дете ще се Многу, некој. многу е така, баш така. Меѓутоа многу тешко, меѓутоа имаше 3-4 фирми што веруваа во мене. И тие фирми ден денеска работат со мене. Ден денес ја не сум оставил, никој не сум заборавил 13 години. Значи, с кој почна со мене првиот ден, е ден денес со мене. Не сум оставил никој
па да смена фирма, па дали е за уредување или за струи, за се што ќе ти текне, за мебел, се, да. Баш така, со кој сум почнал, функционирам ден денес. Ама верува во мене. Тетратката отворено, запишано и се испоштовано после тоа. Сите. И какво беше чувството на првиот милион? Исто како нема некој посебно чувство, пошто мислиш на вториот и на третиот веќе. А чекај, те тера тоа до тоа. првиот милион, нема до првиот милион да стигнат до првиот милион. Тоа и после не ги приметуваш, пошто приходите се регуларни, нормално, тоа се си функционира, се плаќаат, придони си плаќаат. А како ги гледаш на сметка, например, кој е најголема сума која што си видел? Не ме прашувам многу, не знам. Колку? И како изгледа тоа чувство? Например, си видел милиони евра. Сум видел, да. И како изгледа тоа, кога гледаш вака? Сега ја Да, чудно е, пошто, да. Тоа не е пара кој што стои, кој што е опипливо туку вака. Да, тоа е бројки се само, одат идат. Да, но и таа мора да оди меѓутоа. Оти кога ќе видиш на 10 на 15, не знам колку милиони денари плати пуштаме, кири и тоа. И тоа се пари што влегуваат, излегуваат, значи тоа треба да сватиш тоа е виртуелна ситуација. Парата се врати. Се врати. И тоа е тоа. А чекај, зашто чувството на добивка, како го каже, па што знам, нас почнува не. со 3000 евра и вика, ти како почнува со 3000 евра. Нас целта ни беше, таргетот мене ми беше да направам нешто. Не пари, да направам, да тоа зашто сум се школувал и тоа некако го покажам, вредноста да се ја покажам. Сваќаш. Не ми беше поентата да заработам, па после парите идат, одат, купуваш тоа, работиш што и не ти се битни во животот уопште. Гледаш само да скромно вака изгледа. Да, кои ме знаат мене со години ќе ти кажат. Стварно многу скромно изгледа од страна се зборуваме, не за милиони евра. И ретко кој, јас затоа и оваа емисија на Фактор МК Бизнис муавети, ниту си ги украл, баш ка си ги спечелил, и идејата е малку да го поттикнеме бизнисот, дека не треба да страва да ги каже своите проекти колку пари има. Баш така, и не треба, и треба да... И твој занима да дом да ти ги земам, си ги спечелил, ги инвестираш 10 милиони евра. Кој може? Затоа некој адреналин има, некој вози скапи автомобили. Па добро, ти имаш нешто... Ја имам нешто се палам на бизнисот, да, еве на улагање, на креирање, на стварање нешто. Ама нешто имаш да уживаш на луда кола, да залепиш имам пара све, на песна. Имам меѓутоа имам, да, уживам. Сум хедонист, сакам да излезам, да седам. На што не желиш пари? На излазци, на провод, на шетање, не. Па добро, на шетање. Шетање, по ресторани, кафани може да ме видат пријатели, тоа да седиме до сабајлето. Не жалам едноставно за друштво пари. Се случило некојаш што пие цела кафана? Се случило многу пати. Не. И тоа пуна кафана, што пие цела кафана? И кој ме знае и по Грција, и на Бузуки, на интересни работи сме поминувале. И у Грчка? И у Грција, да, тоа... И у Грчка имало што пие цела кафана? Можда не што цела, али нешто имало. А газда е прегрузо, знаеш да подвикнеш на вработени или? Знам, да. Знам, јас сум прв. Мислам не оно викање дерење туку, например. Гледај Мишко, јас сум од 6:45-7 саат активен. Бе. Да, пред сите и последен си одам. Тие се некои работи што тоа е жртвата усвари на ова, што го работиме цело време. И тие јас се враќам 15.000 евра ги трошиш на една вечер. Нека биат 10-5 на мали, да не ги плашиме луѓето, да, 3 нека биат, да. 3 нека биат. Нема, тоа се деша, може да сума дато, не дека секој ден ти ги даваш меѓутоа. Сума. После дали бизнисмен од ваков калибар после размислува многу пари потроши вчера. Овие наши што ги гледаме по телевизија секој ден немат. Не може да го направат тоа. За тоа треба да имаш и душа. Тит, нели? Да. Треба да имаш. Треба да не ти е жал да прошеташ, да ги викнеш, да ги почастиш, да се сетиш од кај си почнал. Да, тоа е најбитно. Да се сетиш од кај си почнал и тие луѓе... Мишко, ја многу помагам.
Да не спомнам лоши работи, операции. Да, тоа тие хуманитарни, тој Много, индивидуално, не како фирма. Индивидуално. Да. Фирма е друго, ајде, Да. сите помагаме, и сме помагале, и сите фирми помагаат. Интересно тоа, и сите престанувате да зборувате индивидуално и да, и можеби нема и ни потреба, знаеш, кога помагаш, не е ни... Не кажувам на никој, Да. значи тоа никој не го знае, го знаат само тие што сум им помогнал. И некои што ме знаат добро. Малце се тие. Али кога ќе се сетам како сум почнал, и затоа не ми е жал да помогнам, знаеш, пошто и на мене ми помагале. Ми помагале, можда не за али за во работата и тоа. Во работата стекнав многу непријатели, пошто работата ни е таква, чудна малце, меѓутоа и многу пријатели. И тие пријатели што ги запознав, дали се странци, не инвеститори, сериозни партнери што работиме заедно, што заедно инвестираме, нема да ме остават да паднам. Со мене се од првиот ден и ме знаат како сум почнал и како... Маријан, во бизнисот има емоции? Викаат оти нема, ама ја имам емоции. Со некои се врзуваш и емоционално. Со работници тоа не можеш сите ќе ви кажат нема емоции, не? Да, па не генерално не не сме треба да има генерално. емоции. Не да. треба. Меѓутоа, јас сум поуспешен кога некаде имало емоции. Тогаш си поотворен, отворени се картите, и лагата е лага, јаме на масата, не? Отворени се картите. Така е. Поблизок си до мене, Да. полесно можам да те прочитам и ти мене, не? Па не, некој ти рече што ти треба. Ништо. Знаеш кога ама сега не знам дали е тоа емоција и сега претпоставам после толку години можеш да препознаеш искреност. Да. Со некои, Да. со некои не. Во некои бизнис нормално, Како? каде што сме влегувале. Обично вие сте, не вие, туку како личности, луѓето се склони да ви се лепат пијавици, како да кажам. Да. Обично околу нас, Кои што ви се представуваат како другари и сега ти ги имаш другарите од детство, меѓутоа можеш да направиш разлика на човек кој што е пијавици, кој што брзо ќе ги покаже. Мислам после толку години се читаат луѓе, знаеш. Лесно се прочитуваш една книга. На кои финти обично паѓаат? Кога ќе побаре пари на Па заем? на вториот, третиот пат, не само за парите, да се вртиме само околу парите, било каква услуга, не? Али, еве, што може да завршиме, што нормално да помогнеме, меѓутоа има тој и... дел да, меѓутоа има и такви кои има што ќе иде страшни па работи. кафето да не го плати да го испие. такви работи има и секаде, не? Добро. Маријан Николовски, сега како да ме представам угостител, односно го завршувам интервјуто, угостител, човек кој што е собственик на игри на среќа или не знам казино, како да го кажам тоа на Игри на среќа, Вие да, казино, споменавте автомат free клубови. shop, инвеститор Млад бизнисмен. Каков мал бизнисмен? Млад, 34... млад и мал. Млад, млад. да, ама сега 30-40 милиони евра да вртите, па не знам сега... Сериозни суми, да. Не, На некои му значат, на некои не му значат, не? Па не, вие не сте во група мали бизнисмени. Па не сме, не, Така? да. Сега Не сме. имате 500 работени, работите со 500 и кусур Чеси, работени. работите со Со Србија, многу Македонија. странски фирми во некоја наредна прилика и ќе ги споменеме. Тоа се сериозни групации кои што во нашата држава купува и некои IT компании и така, значи тоа се фирми кои што ја работат. Како е кога разговараш, еве Чехот го спомена, кој што е на Forbes листа? Да, тоа беше. Па тие нормални се? Нормални Нормални се во смисла на бизнисот кај нив нема емоции, значи тоа веќе они како луѓе немаат емоции, чести се поладни луѓе, да, сурови, да, посебно, да, види луѓето што тежат 2-3-4 милиарди евра, нема простор за емоции, нема време да... Па баш треба да има простор за емоции, што од него му значат 2-3 милиарди. Да, али, нажалост, нема. Ама него не го интересира само бизнисот, гледа да функционира. Ако не функционира, чао, пријатно, така? Да. Ти тоа би можел да го направиш? Јас не. Не може. Добро, ама сега... Не сме скроени така, не сме растени... Нема да одиш ни по цена да губиш, но... Да, не. Во секој случај, значи во бизнисот нормално се губи, меѓутоа не одиш со намера да бидеш, нели, позитивен. Меѓутоа не сме ние како нација скроени такви.
Можеме само филмови да правиме и слушаме овие нашиве бизнисмени сериозни што се по Македонија, овако што се викаат. Тоа се само приказки некои за мали деца. А се плашат да зборуваат за парите. За парите се плашат. Ние малце да го скршивме ова. Да. Посакам Гевгелие стварно да стане еден туризам не само на казино туризам и стоматолошки, нека се развива понатаму. И друго, да. Еве сега со овој Гевгелија мол претпоставам дека ќе успеете во намерата која што ја правите. Па се надевам и сакам да ти да се заблагодарам и да ти се воодушевам стварно што почна да шараш со гостите, гледам од секакви калибри луѓе има. И не само од Скопје и од други градови. Па добро, да се биде, знае, да па иначе кој ќе знае? Мишко има по државата има многу сериозни бизнисмени. Има. На кои што никој не би посветил. Јас после 10 години прв пат се појавувам некаде за твоја чест и исто сакам стварно некои работи да ги споменеме. Има многу по градовите, има многу сериозни бизнисмени што никој не им обрнува внимание. Никој не ги прашува дали им е добро или лошо, а треба. И треба да се задржат, пошто бегаат. Бегаат. Дали приватно или отвараат фирми и полека државата треба да обезбеди сигурност за домашните бизнисмени. Не само контроли, не само притисоци, не само управа за јавни приходи, министер за финанси, не знам кој е министерство тоа, да се упростат работите. Треба малце да се осеќаме лагодно, не? Да. Да не бидеме само цел на контроли. Нема една, таман ќе заврши една друга контрола, трета контрола. Луѓето се уморни. Бизнисмените се изморени. Да. Не функционира овој системот како до сега, не знам како ќе биде. Треба, не се вртат сериозни пари во државата за да се инвестираат во. Ретки се фирмите што рискираат, што се задолжуваат како нас, како мене за да направат нешто. Питање е дали ќе се повратат парите во одреден временски период. Треба малце да се поработи на нив, да им се помогне. Не на првиот корак, тука си запил нешто, 10.000 евра, ајде, ни го, блокирај му ја сметката. Направи му проблем. Приватно, службено, комисии. Најди му проблем. Да, сега да видим од кај му се ова и да видим и како и шо, знаеш. Како е бизнис мавите на грчки? Епихириматикес сизитис. Марија Николовски, првиот или може би единствениот македонец кој што завршил на државен универзитет во Грција, во Солун, Аристотелис, економски факултет, говори грчки, собственик на хотел, собственик на фришоп, собственик или ко-собственик на казино, можем да кажем така? Може, да. Што друго испуштив, сега инвестира во Гевгелија мол, планира инвестиции кога во прашање хотелот и уште многу други работи. Ти благодарам што беше дел од бизнис мавети на Фактор Мак. Благодарам и на тебе. Овде почитувани завршуваме. Благодарности до нашите пријатели од Форманова. Подсетување уште еднаш за оние кои што не испуштија на стартот, да влезете на сајтот formanova.com.mk, можете и онлайн да нарачувате, да пазарите да купувате, имате таму, ќе видите целиот асортиман и ќе видите на што се имате попусти. Гледате бизнис мавети на Фактор Мак и следниот петок. Довидување.